Енергетската криза ќе создаде дополнителни проблеми на јавното предпријатие Пазариште, кое и така е во лоша финансиска состојба, смета новиот директор Гзим Кадрију. Тој информира дека предпријатието во моментов се затоплува на електрична енергија и се обидуваат на секој можен начин да заштедат. Во моментот на примопредавање на функцијата, долгот изнесувал 17 милиони денари, како и дополнителни 5 милиони денари кон вработените, кои што го добиле судскиот спор за неисплатен К15. По неговото назначување бил склучен договор за спогодбено, а отплатата веќе е започната. Општината ни додели тогаш 7 милиона денара финансиски средства, не за ние да можеме да го субвенционираме буџетот, за тоа што ние имаме денеска дупка во буџетот од 400.000 денара. Ние расходната страна не е 2,5 милион денара, а приходната страна не е 2 милиона и 50.000. Дупката ни се појавува некаде од 450.000 денари. Значи, општината не ја субвенционираше дупката на буџетот, туку ни даде финансиска помош се со цел ние да можеме извршителите да ги наплатиме, затоа што немаме рамка во моментот и ние беме погодени од сите извршители. Новиот директор на Пазариште објаснува дека преземаат мерки и активности со кои се обидуваат да ги зголемат приходите и да покажат дека предпријатието може да се извлече од долгови доколку се работи ефикасно, економично и одговорно. Како што вели, последниве 2 месеца трошоците се значително намалени само за тековно одржување. Во однос на пазарите дополнува дека бројот на закупци не се зголемува, туку се намалува. Се обидуваат и преку Светска банка и фондови ЕУ да обезбедат средства со кои би се инвестирало на зелениот пазар во промена на тезгите, асфалтирање, реновирање на условите за работа. Ние кога дојдовме во зелениот пазар беа регистрирани закупци од 675 тезги, беа регистрирани 460. За возелениот пазар разговараме. Во реонскиот пазар, значи, од вкупно 41 тезга, беа регистрирани само 11 закупци. За жал, реонскиот пазар повеќе ни носеше загуба него профит. И се будуваме таму да земеме мерки, за да можеме приходите да ги покачиме. Во сточниот пазар и во Бувљак пазар, пазар за стари ствари кој се одржува во недела, значи месечно приходите биле околу 100.000 денара. За двата. Сега приходите се таму сосема различни. Таму се 300.000 денара, што значи имаме зголемување на приходната страна за 200%. Значи, во делокругот на стопанисување ние го имаме и паркингот кој се наоѓа во самиот зелен пазар. И во паркингот во тој дел имаме зголемување во однос на процентуално, ако се изразиме, 100%. Така да има, да кажеме, одделенја или сектори кај може да се делува веднаш. Цените за закупнина на тезги на пазарите се делат по категорија А и Б. Категорија А чини 2916 денари, а категоријата Б изнесува 2615 денари, информира директорот. Предпријатието во моментов работи со 47 вработени, бројка која, како што вели, е и повеќе од доволна за функционалност на пазаришта. Кадрију, кој е кадар на Алијанса на албанците, по професија е правник.